Повеќе од 10 години во општина Ново Село не функционира родилниот дом. Во оваа општина некогаш постоело оделение за гинекологија и акушерство или познат како родилен дом. Денес само таблата и собите се сведоци дека Ново Село имало свое оделение каде работел акушерски тим кој нудело нега на бремените жени и новороденчињата. Градоначалникот Спасо вели дека се хендикепирани од овој аспект. Со број на население од 15.000 жители, бремените жени треба да минат километри за да се бородат во Струмичката болница. Нам тоа го сеќаме како насушна потреба на граѓаните да им го вратиме тој здравен дом и не случајно низа иницијативи. Значи, јас како градоначалник праќав дописи до Министерството за здравство, до владата Република Македонија. Советот, значи иако нашиот совет е двопартиски совет, едногласно донесе одлуки во кои баравме да се врати брзата помош, се врати родилниот дом во Ново Село. Морам да признавам дека наидовме на глуви партнери од другата страна, бидејќи не добивме било каков, макар и негативен одговор. Реагирале и жените од оваа општина, формирале координативно тело, при што преку отворено писмо бараат од Министерството за здравство повторно да профункционира здравствениот дом, посебно оделението за гинекологија. Жените, значи, од општина Ново Село самоиницијативно се собираат веќе, без разлика на политичка припадност, што резултираше во формирање на едно координативно тело од жени, на 10 жени кои дојдоа закажаа средба кај мене како градоначалник. Во текот на минатата недела таа средба се одржа во просториите на кабинетот на градоначалникот на општина Ново Село и излезе единствен заклучок од каде што, значи, безрезервно жените барат враќање на здравниот дом, на рестартирање на работата на здравниот дом во Ново Село, бидејќи таа им е основна потреба, бидејќи здравиот пород е секако основа на една нација. И така да резултираше со едно отворено писмо кое го препратија до мене, го доставија всушност кај мене како градоначалник. Жените барат рестартирање на родилниот дом и, значи, морам да ја кажем и таа непопуларна мерка, дури се закануваат дека доколку пак останат глуви на ова барање надлежните институции, се закануваат со едно бројка од над 200 жени кои ќе пробат да ја спречат работата, иако не е крив диспансерот за жени во здравниот дом во Струмица, меѓутоа да е својдивен протест со што би го скренали вниманието на себе и на нивните проблеми. Денес не успеавме да добиеме одговор од ресорното Министерство за здравство, зошто во оваа општина повеќе не функционира здравствениот дом. Градоначалникот Спасов апелираше до министерот Тодоров да ја посети општината и да ги увидат проблемите со кои се соочуваат жените родилки од оваа општина.